Покриен базен, празен дворот на црквата Свети Кирил и Методи во Тетово. Годинава без скокање по крстот и без масовно присуство на верниците. Ваква беше сликата утрово на богојавление Водици, кога вообичаено река од луѓе се движела кон црковните храмови. Сепак, уште рано утрово, од Тетовското архиерејско намесништво беше одржана света божествена литургија и беше осветена вода, од која верниците подоцна можеа да си наполнат. Се вели Бог се јави затоа што денес е откриена тајната на Света Тројца. Господ се крштева, второто лице од Света Тројца, третото лице од Света Тројца, улабот, безазленоста, чистотата, го представува третото лице од Света Тројца, Светиот Дух, а првото лице од Света Тројца, Отецот, го представува оној што грми од небото и што вели на реката Јордан: "Ово е мојот возлюбен син, според кого е мојата волја, него послушајте го." Затоа се јавува Света Тројца во единица и единица во Тројца на денешен ден. Тајната е откриена на богојавлението Господово. Господ се крштева по реката Јордан, за да ни даде пример дека секој христијанин во Христовата вера треба да е крстен, затоа што крштението и отвора небесата и е прв степен за навлегувањето во Царството Божјо. За прв пат годинава беше паузирана вековната традиција на положување на крстот во светите води. Фаќањето на крстот има значење на соединување на човекот со Христа. Православните верници утрово запалија свеќи за здравје и го одбележаа празникот со почитување на мерките за заштита.